Почитувани добро вечер, јас сум Александар Видиновски, вие гледате само вистина на Канал 5 телевизија, вечерва со професор Никола Пановски, добро вечер. Добро вечер. И со Сашо Клековски, добро вечер. Добро вечер, добро најдов. Да, вие сте сега, да речеме, на првата борбена линија со оваа невидена трагедија што не се случи, природно се поставува првото прашање за здравствениот билтен на повредените лица. Во основа, мислам дека едно од работите што добро се направи во оваа криза е комуникацијата од здравствените власти. Мисля, че ни дека има 2 пати дневно пресконференции се соопштува кој е статусот, не се крие ништо. Во основа, се уште имаме критични повредени, тој број варира, со тоа што ризиците сега се менуваат. Ако во првата фаза критичноста беше од акутните повреди од изгореници, сега веќе се зголемува ризикот од бактериски инфекции на повредите, без разлика дали се тие на надвршната кожа или на респираторниот тракт. Ама ситуацијата се управува, мислам дека сите повредени се во солидно згрижени, хоспитализирани во солидни установи, дома и надвор, така да борбата продолжува. Да, овие 4 или 5 лица колку беа што беа во животно загрижувачка состојба, имате некаква информација за нивната состојба? Да, не се истите 4-5 лица, значи тоа е динамична состојба. Може би беа неколку лица во критична во една земја, во една установа, условно да кажам, нивната критичност се надминува некои други повредени во друга установа. Во основа треба да бидеме свесни дека има повредени со тешки повреди, значи изгореници од втори трет степен со висок обем на изгореници, бидејќи важно е и колку е длабоко изгореницата, меѓутоа и која е површината која е опфатена. И имаме скоро сите се со респираторни штети и топлотни, меѓутоа и токсични штети, така да е ситуацијата многу сериозна и заради сериозноста на таа ситуација така и се водеше кризата со кој каде и како ќе се лекува. Како да е добро е барем до сега што сите преживеале и борбата продолжува. Да. Да. Професоре, многу пати сте биле во ова студио, сме разговарали за здравствени проблеми, меѓутоа многу често сме го критикувале системот за кој што не функционира. Кажете ми, како вие лично, како професор, како човек, како интелектуалец го доживеавте ова што се случи? Прво да продолжам од здравствени аспект, како стручник за инфекции. Може и така. Значи, ова што е направено е извонредно. Значи, немам никакви замерки. Не можам да кажам ова не требаше и да сакам на многу брзо време и многу е значајно што решија веднаш потешките случаи да ги свратат во странство и благодарност до сите земји што ни помогна. И чудо е да ниеден досега од 59, обично кога се случува такви несреќи, секој ден збројот се зголемува. Сме имали собраќајки се, значи да чукнемо дрво. Значи, навистина е ова да остане бројот на 59, значи дека и при транспортот можело да се случи, и при прием во болница и така натаму. Да подсетам дека во дискотеката Колектив, мислам дека секаше во Романија, 27, мислам, загина во првата фаза, 30 и нешто, 36 загина, умреа, почина после тоа како компликации. Замислете да тоа го пренесеме на нашава бројка од 59, да уште 150. И романците, министрот за здравство одма кажа, не ја правете нашата грешка, и кој таа земја 10 пати поголема од нас и беше тогаш членка на Европската унија, баш заради инфекции. А Романија, како и нашата земја, балканскиве, особено Романија има најотпорна бактерија стафилокок, позната народ како мрса, метицин резистентен стафилокок аурис, таа беше што направи компликации кај 30 и нешто луѓе. Така да ова што се во странство, особено во северните земји, особено во скандинавските, таму МРС е реткост, таму е контролирано.
Кај нас од стафилококите половината се мрса, таму не е ни 1%, да речеме за Шведска, и тоа е многу важно и да се внимава кога ќе се вратат. Нема да биде толку многу, ќе може да се изолираат, да се даде внимание, така да од тој аспект, здравствен аспект, инаку лично трагедија е огромна. Значи не се тие 59, не се само тие 150 што голем дел ќе имаат доживотно психолошки последици и последици физички по здравјето, нивните фамилии. Мислам дека, гледајќи по себе, јас веќе не сум друг човек. Значи, кај мене имунитетот е паднат. Кај тие семејства, кај целиот град, кај целата држава, бидејќи тоа ми е струка, на ваква депресија опасно опаѓа имунитетот. Желбата за живот кај тие родители, кај фамилијата, они се подложни и на инфекции, и на малигни болести, бидејќи имунитетот ги држи малигните клетки да не се размножат, на срцеви заболувања. Така да ова ќе биде трагедија која ќе има многу повеќе последици. Лично не можам навечер кога ќе легнам да стално мислам покрај тоа корупција и се друго. Како после ова што кажа во дискотеката колектив, тие луѓе таму, газдата, останатите, не им текнало, аби мене ако ни се случи, од кај ќе бегаме ние? Се работи за барака во која треба да отворите уште една врата. Или да направите уште една врата, тоа не чини ништо. Само толку требало и да ги сече решетките на прозорите. И покрај сите овие работи што се случиле, и лиценци и неработење на институции, огромна корупција, никој немаше да загине. Само тоа, значи, не е само небрежност и корупција, туку е невидена глупост. Така да ја кој ќе си легнам, ми текне на малолетните деца кои некој се заклучили или некој ги заклучил у тоалети, за да не бидат фатени, и си замислам како се чувствувале и како се чувствуваат и цел живот. Ја како се чувствувале, се најжив. Како ќе живеат нивните блиски. Значи, не можам никако да се смирам, бидејќи не ова ни војна, ни земјотрес, ни поплава. Излегле да се забавуваат. Така да ви прекинал тука, бидејќи ќе ме фатат емоции. Борис, Кликовски, сега, ајде малце концептот ќе го расшириме. Травмата е на целото општество. Психолозите, психијатрите овие денови велат дека травмата ќе биде голема, дека ќе треба да се лекува со години. Не зборуваме само луѓе во децава што се во болниците со изгорениците, со повредите од изгореници, туку зборуваме и за нивните роднини, пријатели, соученици и така натаму и така натаму. Како државата ќе се организира од овој аспект да ги превенира евентуалните последици колку е тоа можно? И дали веќе луѓе се обраќаат со такви барања за таков тип на помош? Да. Види, ајде да почнем од последното. Кај нас одење на психијатар се уште е стигматизација и ќе биде потребно да помине едно време. Психијатрите сметат дека, предпоставам дека повеќето ќе се почувствуваат травмата после периодот на интензивно жалење, кога се обкружени со блиските и кога има посилно чувство на заедница. Во вториот, третиот месец и понатаму по несреќата. И свесни сме дека во општество каде што е стигматизирано да одите на психијатар, травмата е исклучително силна и не само кај семејствата на погинатите, на повредените, самите повредени и пошироката околина на професионалците што работеат таму, од здравствените работници пред се во Кочани, преку пожарникарите, преку кримтехника и така натаму. Значи, збориме за стотици луѓе кои имаат директна травма, општеството секако индиректна травма. Клиниката за психијатрија веќе воспоставува некои механизми за психосоцијално згрижување на пациентите, меѓутоа јас лично сметам дека треба да го направиме тоа што го направивме и во неделата, а тоа е да викнеме и странска помош. Тоа не значи дека ние
изражувам сомнеж во капацитетот на нашите професионалци. Туку сметам дека сепак има земји кои или професионалци кои поминале низ вакви травми еднашка, два пати, три пати, пет пати, изброиме за луѓе кои се специализирани за вакви работи. Една од земјите кои се понуди да работи на состојбите потоа е една од земјите што помогне во првите денови, тоа е Израел. И секако ќе ги искористиме и странските искуства за нашето соочување со трагедијата во Кочани. Добро, би се задржал... И таму одговор мора да е комплексен. Значи не збориме, ќе испратиме психијатри, ќе чекат во канцеларија да дојде некој човек со травма. Значи ние можеме да развиеме повеќе димензии на работа, посебно концентрирана на Кочани. Да, и секако и другите места, Чешиново, Блечево, Виница, да не ги забораваме, и другите мали места, каде што ова е трагедија со огромен импакт. Да, прашувам, бидејќи професор разборуваше за какви реални импликации врз здравјето го има овој стрес имунолошки и од секаков тип, да се подсетиме на возачот Херој кој што 11 пати возеше од Кочани до Скопје, што почина од срцев удар. Тоа претпоставувам, сега ќе се земам слобода, од стрес и од умор. Сакам да кажам дека навистина има потреба да се помогне и кај овие луѓе. Ќе се вратам малце кај повредените, тоа што ви е струка, тоа е овие инфекции сега што ги кажуваат како секундарна опасност кај овие повредени. Дали има соодветна терапија која што ќе може, претпоставувам, антибиотска терапија која што ќе може да им се помогне на овие луѓе и колку се тие во реална опасност пред овие инфекции? Главна е превентивата. Така да не дојде до инфекција, бидејќи наистина кој ќе дојде, се зависи од кои бактерии, да не ги спомнам се, да не заморувам јавноста. Значи, превентивата се стават специјални чаршеф и така, значи да не дојде, бидејќи тоа е отворено. Во воздухот има бактерии, меѓутоа треба да се сместени во соба, не може да е стерилна, меѓутоа со што помалку бактерии, што помалку да може се загади и со специјални заштита на луѓето што работат. Со не зборам за овие што имаат особено трет степен и голема површина на изгореници. Меѓутоа и во најдобрите болници инфекцијата не може да се во 100% случаи да се избегне, така да покрај локалната терапија со дезинфициенси, антисептици, поблаги и така натаму, кои смеа да се користат на, и тука ограничено бидејќи е отворена кожата, некој се подлабоки тие рани, се антибиотиците. Кога преска кажев подобро да се во северните земји, веќе објаснив, да речеме за бактеријата мултирезистентниот стафилокок. Многу честа бактерија псевдомонас аерuginosa. Значи, во северните земји, западните, кои со години, со децении, контролира каква ќе биде употреба на антибиотици, не се селектирани толку отпорни соеви, колку што се во балканските земји, кај што многу пати сум зборил, неконтролирано се употребувале и смртноста во нашите болници, прво инфекцијата, и смртноста, бидејќи тешко може да се најде адекватен антибиотик, лекоњето ги е поскапо, меѓутоа смртноста би била поголема. Тоа го имавме и кај ковидот, кај нас многу луѓе умре од пневмонии, болнички пневмонии со болнички бактерии, а беа однесени за и друго. Во тој смисол е подобро да се лекуваат таму и втора работа, кај нас немаше да може по 10 души во една болница. Значи немаме ние такви болници специализирани, повеќе од 2-3, немаме ние 30 и вака се 14 земји. Сите се меѓу себе изолирани пациентите. Значи не се сите напикани во едно место, туку секој има, болниците имаат можност да ги стават посебно, зависно од тежината на случајот, што е многу важно. Изолација, па и некој да се инфицира, да не може да пренесе на друг, да не биде. Значи, Романија беше со единствен сој. Значи, сите се заболе од една иста бактерија, еден ист сој. Значи, се пренесуела, тие што работеле од еден пациент на друг со рацете
или преку воздухот ја пренеле. Тоа е многу важно што Сега може дека се изолација. дисперзирани практично. Дисперзирани дава огромни земји, големи земји кај што може да им се пружи навистина нега, дури и во Белград се во различни болници, колку што разбрах. Во 2 болници мислам, така. Така, ја споменавте помошта на првени соседите ни помогна, значи тука е Бугарија, Грција, Србија, братска Турција, најблиски ни се тие први ги зема болниве. Имаше изјава на директорот на УКЦ Љубљана пред неколку денови кај што кажа дека кога во една држава како ви да сака здравствен систем да има, кога имаме ваква трагедија во волку кратко време, во ваква единица време да имаш толку повредени со слични повреди, практично најдобро што може да направите е тие да ги однесете во болници надвор, да се превземат. Видите, значи уште во рани тутински сати премиерот, министри беа на лице место и може да го видат размерот на трагедијата. Оно што во тие моменти, утинските часови во Скопје се разговараше е всушност непознаницата со колку поведени ќе се соочиме. Значи, имате непознаница колку ќе бидат, бидејќи таму биле 1000 деца. Колку поведени ќе дојдат? 50, 100, 200, 300. Значи, таа непознаница постоеше во тие рани сати, а веќе уште во раните сати беа преполнети Општата болница Кочан и клиничката болница Штип и веќе притисокот се чувствуваше на клиничкиот центар Скопје на 8 септември и на Светина Мокритски Староградска. И втората работа што не беше позната, со која тежина ќе бидат тие поведени. Значи не знаете колку ќе бидат и не знаете колку тешки ќе бидат. Кога се сочувате со премногу непознаници, тогаш е најдобро да повикате помош. А во тој случај помошта и сама се јави, бидејќи соседните земји сами се јавија и да изразат сочувство и да се понудат. Во моментот на одлуката како ќе супатуваат луѓето не беше земен во предвид фактот каде ќе има најдалеку во скандинавските земји, каде има МРС или нема МРС, туку каде ни се најблиските специализирани центри кои имаат одлични центри за изгореници. Заради моето претходно искуство со изгореници и упатувањето во странство на лечење од страна на Фондот за здравствено осигурување, знаев дека Папа Николао во Солун е добра болница, знаев дека Пирогов во Софија е добра болница, знаев дека на ВМА има солиден капацитет од 20 места за изгореници. Турците сами се понудија и во основа беше да обезбедиме најтешките случаи, први да заминат. Значи, веднашка директорите од неколку клиники го формира конзилиумот за во основа на критичноста на пациентите бидат испраќани во соседните земји за да се ослободи капацитет да примаме нови поведени. Први замина во рок од 12 часа од несеката замина за Папа Николао во Солун. Меѓутоа, морам да кажем, беа само 3 места. Бугарија презема со авиони со брзи помоши повеќе луѓе, меѓутоа ги распореди во 3 установи во Софија, во Варна и во Пловдив. Исто е со Турција која ги распореди во 2 установи во Истанбул и во Анкара. Слично е и со Србија, каде што беа распоредени во 3 установи. Зошто подоцна можеби ќе кажам зошто е ова важно. Мислам дека првиот ден беа згрижени надвор 45 повредени во најдобри специализирани центри кои работат изгореници и кои работат почесто изгореници отколку тоа што се работи во Македонија. Тоа значи дека ние ослободивме 45 места во нашите болници, што ни овозможи да го направиме вториот битен чекор е да сите пациенти од Кочан и Штип ги повлечеме во Скопје. Зошто?
затоа што Стара Градска или Свети Наум Охридски е местото каде што порано бил центар за изгоеници. Центар за изгоеници нема, ама најголем дел од здравствениот персонал што работи во центар за изгоеници е во болницата. 8 септември кој има солидни хигиенски и професионални услови, можност брзо да се реорганизира, и клиничкиот центар. И кога ќе кажам клинички центар, ние во еден момент сместувавме пациенти на кожната клиника, токсиколошки пациенти, пошто снема места. Значи, оно што се случува беше непознато колку ќе има и колку ќе бидат тешки, колку долго ќе трае сето тоа, и дека ние во еден момент мораме да обновиме и работата со редовните пациенти. Дел од тоа што луѓето не го доживуваат веднаш, ама третиот ден имате онколошки случаи што треба да ги третират. Ако имате, како што во еден момент имаше 50 луѓе на пластика, на клиниката за пластична хирургија и во ургентниот центар, и во торакална, и во детска хирургија, вие ги зафаќате сите малтени хируршки сали, сите капацитети за работа, и ги зафаќате со пациенти со високо инфективен ризик, што ги доведува во опасност и нив, меѓутоа ги доведува наратив многу потсетува на ковид кризата и во другите. И мислам дека втората клучна одлука што брзо ја донесовме во кризниот штаб е да повикаме помош дома. Зошто ово го направивме? Јас презентирав неколку пати, ние во 4 години од 21 до 24 година сме имале 30 случаи на тешки изгоеници и средни изгоеници. Сакам да кажам колку да сте професионален, професионалноста деловно е поврзана со секојдневното вршење на работење на слични работи. Значи не е доволно само да видите анестезиолог и хирург, не е доволно да имате перфектна интензивна нега како што имаме и во државните и во приватните болници, туку треба да знаете како се справувате со еден повреден од изгоеници во пожар, кои се многу типични, затоа што има и површински повреди, има и внатрешни повреди, има токсички повреди, така натаму и така натаму. И во основа тоа беше моментот каде што се сметаше дека треба да дојдат луѓе да помогнат и тука. Во третиот, четвртиот ден се покажа тоа исправно, затоа што во дел од болниците веќе здравствениот персонал беше истоштен. За повлекувањето на пациентите од Кочани помогна да се соземат луѓето во Кочани од огромниот шок во првите 24-36 сата. Први дојде тим од 6 луѓе од Војна медицинската академија, тие останаа кратко, бидејќи многу пациенти отидоа за Белград, така да мора да се вратат назад, и дојдоа тимот на чешки војни лекари од нивната универзитетска војна болница, која е слично на ВМА, и од Израел 3 тима дојдоа, со тоа што претпоставам заради политичката војната состојба во Израел се со големо искуство со изгоеници од пожари или од слични повреди. Значи, мислам дека прекањето на луѓе во странство, кој во првиот момент беше заради непознаниците со каква трагедија се соочуваме, и повикувањето на луѓе тука за да ни помогнат да ги поставиме некои од работите дома, беше целосно оправдана. Така, професоре, има многу критики за здравствениот систем во државата, многу пати сме зборувале тука, има многу, довербата во македонското здравство е многу ниско се уште кај граѓаните. Секој има свој пример, вие знаете, јас имав и личен пример, кај што изгубив член од семејството заради импровизација на некои работи, меѓутоа колку една ваква трагедија може да не разбуди, сега зборувам како општество, малце посериозно да влеземе во реформа на здравството, повеќе да инвестираме во него. Па да, сега ние зборуваме за терцијарно здравство, меѓутоа од мој аспект и како човек што работи повеќе и превентива, треба прво да почнеме од превентивата, па од матичните лекари,
па потоа да стигнеме до терцијарното. Нема ако имаме специализирани, а имаме врвник како што има и во приватните болници и услови, дека ќе го следиме здравството. Здравството повеќе го гледаме по тие несакани случаи, како што е вашиот и многу други, па меѓутоа тоа не е системот. Во случајов, уште еднаш да нагласам дека не е во ред, предпоставам дека од незнаење да кажат, ја можам да го критикувам министерот или предходните министри да кажат да биваше, немаше 70% да ги прати у странство, да не имахме добро здравство. Значи најдобро здравство да имаме, да сме ние, да земам Словенија, ние повеќе, истото ќе го направеше Словенија. Не може една земја да збрине 150 изгореници, она може да ги збрине. Тоа кажав изјавата на директорот. Може да ги збрине, затоа спомнав Романија. Може да ги збрине, меѓутоа бројот нема да биде 59, ќе биде 109. Ќе морат, не може да нема капацитет да е дури да е најдобро. Се специфични случаи кај што предпоставам дека на еден пациент тежок работат 5-6 луѓе. Може да треба цел ден да бидат слободни за него. Ако сакате квалитетно да го излечите, значи лаборатории, услови, прегледи, следење на состојбата 24 сата и така натаму. За нашето здравство додека не се департизира, нема да го биде. Овдека бев, после изборите, кажав, по 100 дена ќе ви кажам, ако почнат активности да се создаде клиничкиот центар да се врати назад, имахме дури седница, јас сум член на здравствениот совет на министрот, една седница имаме, кај што сите 20 на души, кажавме дека треба да се интегрира. Дури и тие што тогаш беа директори, некој падна у немилост, зашто се побунија, беше тешко во тие времења да се побуниш, меѓутоа имаше такви исклучоци кои рекоа не требало да се прави, беа трнати од функции. Значи тоа треба да се интегрира. Ако зборуваме сега за терцијарно здравство, трнати се само економските директори, мите управните одбори понатаму продолжуваат и не гледам некои активности, иако и претходниот министер Фатмир Меджити и сега кажа дека тоа ќе го направат. Тоа е што зборуваме за овие услови. Ние сега зборуваме за клинички центар, иначе тај не постои реално. Ние клинички центар сме една од ретките и може би единствена земја во светот во кој клинички центар нема. Има некакви си комплекс на клиники. Второ, за жал продолжи истото. Сега почнуваме политика здравство, ако не знам што е темата на емисијата, меѓутоа овие две работи сум ги кажал, ќе ги повторам. Политиката, овој случај го кажа и дај Боже да биде за ум, дека треба експертите, стручните лица да водат клиниката. Значи најискусните, најдобрите. Партијата надвор. Тоа постоело, уште повторно ќе го кажам, кога сме се осамостоили, кој е направен првите болници, 47-8, ставали прочетнички и проусташки луѓе, директори да бидат. А тие се основачите на медицинскиот факултет? Зашто тие знаеле. Не ставале од комесар излегол од четата таму, бил болничар и овој директор се ќе биде. Така ќе се уништава на старт. Сега ние го уништуваме на... Таму имало 60 доктори, сега имаме 6.000-7.000 доктори. Имаш клиника со 15 професори и 30 други, и носиш од надвор човек кој не е специјалист по областа, замисли, не е субспецијалист по областа. У 21 век. И тоа беше претходно, тоа продолжи. Тоа не оди. Тука би заправо, мислам, како основа, за да може понатаму и некој друго да се... На тоа ќе се наватам, сакав да се вратам на еден пристап кај нас на црно и бело. Или се е црно, или се е бело. Видов доста настапи и во емисии и на социјални медиуми на самопонижување. Дека не бегава. Една Варна и еден Ниш кои биле помали од Скопје прифатиле поведени. При тоа никој не ќе да каже дека Варна и Ниш прифатија 3 пациенти. Во нашите болници во ниту еден момент бројот на пациенти по болница не падна по 10. Значи, бројот на пациенти што беа третирани, веројатно е денеска падна на 50, се движеше меѓу 50 и 90 пациенти. Значи, земете дека станува збор за 5 институции кои ги изгрижува.
или се збореше да има центар за изгореници, ќе било поинаку. Нашиот центар за изгореници имал 4 кревети. Така. Значи да не романтизираме и да не вие со 4 кревети нема да згринете 200 повредени, заврши бројката со се токсиколошките случаи кои нема изгореници, туку има токсиколошки последици, дека ние со 4 кревети ќе го решевме проблемот. Меѓутоа фактот дека Стара Градска, Свети Наум, Охридски одлично се справи со ситуацијата е тоа заради тоа што имале искуство, они меѓу првите објавија дека... Тоа не значи дека не треба да има центари за 4 кревети, за да може баш едукацијата да продолжи. Да дојдеме да не го забравиме тој момент да не светат погрешно. Значи, они направија 6 трансплантации во краток временски период кај пациентите повредените со повисок степен на повреди. Успешни беа сите тие? Да, во целото величање на другите, ние на Странска болница не прифати повеќе отколку македонските болници. Вклучувајќи клиничкиот центар Србија во Белград, кој е клинички центар на 7 милиони луѓе, не на 1.700.000. И мислам дека во еден момент треба да си дадеме признање дека држиме палци за сите настрадани да се вратат живи и здрави во следната фаза, да нашиот здравствен систем, таков каков што е, со сите мани и недостатоци, се справи со една катастрофална ситуација и треба да им дадеме признање на луѓето во Кочани, во Штип, во 8 септември, во Свети Наум Охридски, во клиничкиот центар или во клиниките на тоа што го викаме клинички центар Мајка Тереза. Значи, луѓето дадоа, здравствените работници, како и многу други професионалци, дадоа се од себе. Што покажува дека кога сме мотивирани, кога сме настроени како што треба, можеме да направиме работите како што треба. Јас да ставам и во контекст мобилизацијата што ја направивме, јас често велам, немојте да се разбавувате во петок поподне, пошто и во Македонија, како и во многу други земји, преку викенд здравствениот систем е сведен на дежурства. Значи не работи во полн капацитет, работи во 5-10% капацитет. Значи во една таква усвоина каде што бевме, болниците беа на дежурства, ги прифатија, ги згрижија сите поведени. Моето прашање беше дали оваа криза и оваа трагедија можеби да речеме интерно, вие многу подобро знаете сите нас тука како се справивте со целава ситуација, дали детектиравте некои дупки или некои недостатоци, не зборам за пожртвуваноста на тимот и така натаму, кои што треба да се поправат из војнина, одговорот на државата од медицински аспект да биде уште повисоко ниво. Видите, например, Центарот за управување кризи не е димензиониран да се справа со здравствена криза. Он е димензиониран да се справа со пожари, например, ама без ова здравствена криза што имавме. Сега се потвори потреба и за тоа да може да прави? Да се размисли, пошто ние можеме да ги дефинираме сите катастрофи што може да се случат. Како ќе се случуваат работите. Второ, мислам дека потребата за центар за изгореници ќе произлезе од потребата на подолги стази да се рехабилитираат тие што ќе се вратат назад од странство и тие од дома. Збориме, еден дел ќе бидат физикални рехабилитација, еден дел ќе бидат трансплантации и понатамошна. Така зборуваме за возила, опрема, воздухоплови. Од оно што го погледна во документацијата на фондот, ние тешките лекување на последните 2 пациенти кои биле во Пирогов на лекување, почетната фаза траела 3 години, вкупното лекување траела 2 години. Значи, збориме дека ние сега мора да воспоставиме еден систем каде што ова ќе го направиме. Не ќе можеме ние
20-30 пациенти да ги држиме 2 години во странство. Од X причини луѓето после ваква травма сакат да бидат со своите блиски, неќе да бидат сепарирани. Затоа и владата донесе одлука да на секој од поведените му со овозможни партнера, родителите, децата, некој да биде со нив за да имаат блиски до себе во моменти кои преживуваат оваа травма. И сега треба малку по малку да ги видиме тие чекори кои треба да ги направиме, вклучувајќи кој ќе биде центар на ноу-хау за справување со вакви работи. Едно е, предпоставам, во доменот на катастрофа, предпоставам дека треба во соодветните механизми, меѓутоа во справување со изгореници треба да одлучиме каде ќе биде тоа, бидејќи гледаме дека во минатото сме правеле, не знам, во времето на ЕНА тоа било во војната болница, па се затвори одел таму, па се отвори одел во Староградска, се затвори таму. Дали треба да биде во Староградска или треба да биде во клиничкиот центар, во клиниката за пластична хирургија, која може би треба да биде клиника за изгореници за пластична хирургија, се прашања кои ќе се отворат. Да, професоре,